На семејно насилство оставени се во немилост затоа што државата реагира задоцнето, а безприфатни центри тие секогаш повторно се враќаат кај насилните родители. И народниот правобранител и невладините организации алармираат дека мора да се заштитат децата, а не само декларативно да се поддржуваат светски иницијативи. Малолетната АС одлучила да побара помош кога незиното тело веќе не можело да издржи ниту еден удар повеќе. Ја претепувал таткој, секојдневно, без причина и тоа на исклучително суров и брутален начин. Кога ќе му се измореле рацете, користел се што можел да најде дома. Стапови, ремени, па дури и делови од покуќнината. По наговор на мајка ја повлекла изјавата и се вратила дома, каде повторно ќе мора да научи подобро да се заштити од упаниците на родителот. А тоа дете не го пријавува насилството затоа што се плаши да не изгуби љубовта кај другиот родител, не само кај сторителот на ова кривично дело, се плаши да не, ако е единствен хранател на семејството, да не го изгубат двајцата, мајката и ќерката, например, или синот, независно ситуацијата. Единствениот хранител, тоа е вообичаено во нашата средина таткото. Предходниот случај е еден од поредките, затоа што децата тешко се одлучуваат да пријават насилство. Тоа најчесто го прават соседите или роднините, и тоа не веднаш, туку обично после долг период, кога на детската кожа веќе нема место за ниту една модринка повеќе. Најмладите тогаш се соочуваат со уште поголеми проблеми, бидејќи државата нема алтернатива за нив. Во еден случај нашата институција и покрај тоа што со години алармираше за таква состојба во едно проблематично семејство, имаме впечаток како институција дека затаија органите, другите органи за згрижување на децата. Македонија нема прифатилишта за деца во кои тие би се згрижиле додека не се констатира состојбата кај нив дома. Дисфункционалните семејства само се регистрираат од страна на центрите за социјална работа, а одземањето на родителското право се преминува во исклучително ретки случаи, најчесто кога е веќе доцна, односно кога родителот ќе му нанесе тешка физичка повреда на детето, која понекогаш може да има и фатални последици. Нису разраđeni alternativni mehanizmi šta uraditi sa tim djetetom ukoliko se uskrati nekome roditeljsko pravo i gdje sa tim djetetom. Obično dolazimo u situaciju da bi se to dijete trebalo smjestiti u instituciju, a da li je institucija najbolji odgovor u takvoj jednoj situaciji, baš i nisam siguran. Невладините организации со години наназад алармираат поради негрижата на државата за децата кои се жртви на насилството. Една од алтернативите би била соработката на центрите за социјална работа и училишните психолози кои заеднички би работеле на детектирање на децата од дисфункционалните семејства. За сега нема одговор на ниту една од понудените опции. Од тука во најмала рака звучи ироничен фактот дека Македонија е секогаш подготвена да ги поддржи светските иницијативи од оваа сфера, како на пример последната со која се забранува телесното казнување на детето. Сепак, праксата е секогаш нешто сосема поинакво. Во пакувањата